Ставање на независна македонска држава представувала обединувачка алка за сите идејни теченија на ВМРО. Дури и од меѓународна гледна точка, ВМРО представувала респектабилна вооружена организација, која големите светски сили ја признавале како единствен представник на организираната борба на македонскиот народ. По убиството на Тодор Александров започнале жестоки пресметки во македонското револуционерно движење. Раководството на ВМРО, како директни виновници за убиството на Александров, ги посочило представниците на македонската левица и комунистите. По наредба на Иван Михајлов, кој по известно време бил кооптиран во Централниот комитет на ВМРО, во текот на септември 1924 година биле убиени неколку десетици членови на македонските левичарски организации во Бугарија.
звено, кое по известно време со закон ја забранила работата на политичките партии и организации во Бугарија, меѓу кои и ВМРО. За кратко време била уништена организационата база на ВМРО, незините раководители били уапсени, осудени и интернирани. Од страна на бугарската војска и полиција било запленето огромно количество оружје, храна и муниција од магазините на ВМРО. Иван Михајлов, кој наредил на мирен начин да се предаде оружјето, иако војводскиот кадар барал да се даде отпор, заедно со неговата сопруга побегнал во Турција. На 9 октомври 1934 година во градот Марсеј, Франција, бил извршен атентат и биле убиени југословенскиот крал Александар Караѓорđević и францускиот министер за надворешни работи Луи Барту. Атентатот го извршил терористот на ВМРО Владо Черноземски во соработка со хрватската устачка организација и високи кругови од фашистичка Италија. Атентатот представувал врв на терористичкото дејствување на ВМРО, иако тогаш организацијата веќе била расформирана. Во последната фаза на своето постоење, ВМРО се претворила во организација која првенство му дава на терористичкиот метод на борба. Неограничената моќ на новиот член на ЦК на ВМРО Иван Михајлов предизвикала нови поделби во незините редови и создавање на две различни организации со исто име ВМРО. Трагедијата на поделбата биле многобројните физички ликвидации помеѓу спротивставените струи, кои значително го нарушиле угледот на ВМРО и кај македонскиот народ, но и пред меѓународната јавност. Организацијата се компрометирала и поради незината се почеста соработка со различните бугарски влади и мешањето во внатрешните политички борби во Бугарија. Од друга страна, атентатите на ВМРО врз високи представници на српската и бугарската власт се заканувале да предизвикаат дестабилизација и на така кревкиот мир на Балканот. Но програмските начела на организацијата останувале непроменети. Создавање на независна македонска држава останувало главниот столб на кој се потпирала организацијата.